Социјални случаи од секогаш имало во Струмичкиот регион. Главните виновници не можем јас во името на организацијата ништо нели да кажем, но сепак економската состојба во државата, миграциите на населението од село во град и обратно, незапосленоста, недоволно образовано население во секој случај можеби, значи има повеќе фактори кои влијаат на фактот дека имаме навистина голем број на социјални случаи, но секако Црвен крст како организација во рамките на нашите можности се трудиме со некаков вид на помош, дали е во храна, во хигиена, во облека, по куќнина или некаков друг вид на помош. Се надеваме дека барем малку од малку им помагаме да се судрат со нивните секојдневни проблеми на нормална екзистенција. Соработувате ли со државните институции, односно социјалните служби, и како го оценувате нивното досегашно работење? Па ние како Црвен крст не можеме да кажеме како да ги оцениме нивното работење, значи во секој случај со локалните самоуправи, 4 локални самоуправи кои што ги покрива организацијата на Црвен крст Струмица, невладини организации кои работат на поле на помош на социјално загрозените семејства, имаме прекрасна соработка по нивни иницијатива или по наша иницијатива, зависно од можностите, зависно од проектите, зависно од фондовите со кои што ние располагаме или тие располагаат, правиме и вонредни хуманитарни акции и на населението, зависно од тоа во моменти дали од програмата за катастрофа, дали од програмата за социјална хуманитарна дејност, дејствуваме на терен и доделуваме хуманитарна помош. Како Црвен крст организираме разновидни хуманитарни акции за собирање на материјални и финансиски средства. Еве, например, денот на глад, 16 октомври, потоа имаме во април недела на борба, недела на солидарноста, младите на Црвениот крст преку своји мали проекти и јавни апели, зависно од барањата на граѓаните, организираме повеќе хуманитарни акции кои што се одвиваат преку целата година. Исто така организираме хуманитарни акции со донации од фирми, од институции, приватни лица исто така донираат разновидна хуманитарна помош, од вода па до покуќнина и бела техника. Зависно и во соработка со најчесто со меѓуопштинскиот центар за социјална работа се изготвува едно заедничко видување како на кои лица, на кои семејства во моментот ова им е најпотребна, со дел од лични наши истражувања, со дел од лични пријавувања во Црвениот крст се доделува оваа хуманитарна помош, но сепак ќе кажеме зависно од тоа колкава количина на помош во моментот би можеле, на хуманитарна помош би можеле да собереме. Вие како Црвен крст имате ли сознанија за бројката на социјално загрозените семејства во Струмица и во регионот? Околу 1500 семејства како семејства, но оваа бројка не може да биде стабилна, бидејќи се менува од ден на ден, би кажал, или од месец на месец, година на година. Па ние како Црвен крст во секој случај сме организација која што делува на терен и која што во моментите на потребите на населението делува, и во моментите кога ќе се судриме со некој поголем вид на потреби за населението, зависно од нашите можности се разбира и можностите на државата, на државните институции делуваме. Сепак повеќе внимание би требало да се обрати на образованието на ранлива категорија на граѓани кои што од мали нозе би требало да се образуваат, како да станат луѓе со своје лично образование,
а со сопственото образование полесно е да се најде и вработување, полесно е да се снаоѓаме во модерните текови во модерните економски текови и се разбира полесен начин на сопствена лична и семејна економска екзистенција.